Благодарам председателя, почитувани претеници, почитуван председател на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, почитувани медиуми. Денес зборуваме за финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурувањето за 2022 година. Инаку, Агенцијата за супервизија на осигурувањето представува самостојно и независно тело, регулирано со јавни овластувања, утврдени со Закон за супервизија на осигурувањето. Работењето на агенцијата се финансира од надоместоци кои што ги наплатува од друштвата за осигурување, осигурителните брокерски друштва, друштвата за застапување во осигурувањето, банките и другите лица врз кои спроведува супервизија, вклучувајќи годишен надоместок за спроведување супервизија надоместоци, за давање дозволи за вршење работи на осигурување, осигурително-брокерски работи и работи на застапување во осигурувањето, надоместоци за давање за лиценци за осигурителен брокер и застапник во осигурувањето, надоместоци за давање дозволи за вршење работи на овластен актуар и надоместоци за давање согласности согласно Законот за супервизија на осигурувањето и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот. Меѓутоа, во финансискиот план морам да забележам дека не беше даден процентот, не беше никаде напишан процентот кој вие сега го кажавте во вашата реплика кон колешката, дека мислам дека треба да стои колку изнесува тој процент кој што го наплаќа Агенцијата за супервизија на осигурувањето и еве го дадовте податокот дека изнесува 0,8% од друштвата кои што да не ги набројувам пак претходно ги спомнав. Во годишниот финансиски план на Агенцијата за 2022 година истиот е подготвен во согласно со одредбите од член 158 став 2 и 3 од Законот за супервизија на осигурувањето и истиот содржи процена на планираните приходи и расходи потребни за непречено извршување на основните функции на агенцијата, а вкупните планирани приходи во 2021 година напоменето е дека биле 101.173.865 денари, во 2022 година вкупните планирани приходи 90.090.602 денари, собствените приходи за 2021 година изнесуваат 95.408.865 денари, а за 2022 година се пониски 90.885.602 денари, намалени за 4,7% поради на бруто пласираните намалувањето на бруто пласираните премии за осигурување и приходите од провизиите, а сето тоа резултат го наведувате како резултат последици од COVID-19. Во приходите од услугите во 2021 година, кои биле 5.760.000 денари, а за 2022 година планирани пониски 4.200.000 денари, намалување за 27,08%, поради наведувате тоа намалување ради тоа што обуката и стручниот испит што требало да се изврши за областен актуар во периодот од април 2021 до јуни 2023 година не била остварена ради тоа што беше прекинат договорот со економскиот оператор Инвока и бил раскинат од владата на Република Македонија, а во ноември 2021 година склучен е нов договор за одржување на софтвер за обука и за полагање на испити во државните институции од страна на владата на Република Македонија, Генерален секретаријат, со што наводно ќе се надминат пречките за организација на стручен испит. Пропуштив да кажам дека овие обуки и испит се планираат во периодот од април 2021 до јуни 2023 година, а приходите унапред се плаќаат пред овие обуки и испити и затоа планираните приходи во 2021 се поголеми од 2022 година.
Сега би поставила прашање што е тоа што ќе определи каква е потребата од специјализирани обуки, односно колку обуки ќе бидат спроведени во тековната година за актуари и за брокери. Сакам ова да ми го одговорите. И од приходите кои што се планирани, а исто и тоа да напоменам дека за 2022 година планирано е да се организираат два циклуси за обука за организирање на стручен испит и за организирање на стручен испит и за обука за актуари за брокери. Во ставката на кири и закупнина рекоа и моите колешки претходно дека ради техничкиот прием што не е направен, не може да ги издадете, значи немате направено технички прием и ради тоа не може да го издавате седмиот кат кој што е собственост на сите соинвеститори. Меѓутоа ова е доказ пак од друга страна за спороста во активностите на државата и доказ како се губат приходите кога постапките се спори и кога се политички мотивирани, а за сето тоа се наоѓа кривица во државата. Во планираните расходи за потрошени материјали за 2022 година планирани се расходи од 1.130.000 денари за набавка на гориво, канцелариски материјали, тонери, други материјали, потрошена вода, комунални трошоци и ситен инвентар, покачување за 4,63%, како причина го наведувате покачувањето на цената на горивото. Издатоци за реклама од 3 милиони денари, исто е како и претходната година, со цел на информирање и едукација на населението, како и јакнење на свеста за придобивките од осигурувањето. За расходната ставка наемнини, рекоа и колешките, тие се зголемени, и тоа зголемувањето од 23,08% заради изнајмувањето, односно договорот за набавка на возила за оперативен лизинг, склучен, кој го склучувате на 36 месеци и истекува сега во средината на 2022 година и имате напоменето во финансискиот план дека тоа било заради, ова покачување било токму заради набавката на овие возила. Дадовте и одговор, кажа и моите колешки, посочија дека во време на енергетска, во време на економска криза би требало овие ставки да се намалат. Од друга страна, планирате и премии за осигурување, и тоа расходи во износ од 500.000 денари за патничко осигурување на вработените, осигурување од незгода на вработените во агенцијата, осигурување на имотот на самата агенција. Сега на овие осигурувања убаво што ги планирате за вработените, меѓутоа во ковид пандемија треба да се има обзир дека беше лимитирано и патувањата, а од друга страна па треба во финансискиот план да кажете и каде патуваат вашите вработени, каде патуваат, зошто се тие патувања, дали одат во странство. На ова би ја навела и ставката за од 6 милиони денари за службени патувања, патни трошици, сместување за службени патувања во земјата и странство, надоместоци за користење на сопствено возило за службени лица. Овие патувања се намалени за 7,55%, меѓутоа пак, еве ќе кажам, во време на ковид криза тоа треба да биде лимитирано, а зголемувањето на оваа ставка имавте дадено образложение дека тоа е заради
резултат на зголемувањето на надоместокот на закупнина на стан за членовите на Советот на експерти кои се професионално ангажирани во агенцијата со полно работно време, а со живеалиште 100 километри надвор од Скопје. Потоа наведувате некои исплати и јубилејни награди, регрес за годишен одмор и сега во ова покачување на закупнината за членовите кои се ангажирани кај вас професионално од Советот на експерти. Со ова се укажува за економската криза, растот на цените, целокупната криза која што, почнувајќи од пандемијата, како што оваа власт сака да се крие зад пандемијата, па за секој свој неуспех ја криви пандемијата, меѓутоа треба да знаеме дека и нашето работењето наше и тоа како се однесуваме со државните добра, тоа допринесува, треба да бидеме свесни дека треба да бидеме одговорни за истите кризи да не се продлабочуваат. Понатаму имате надомести на трошоци за работниците. Каде што овдека покрај тоа што значи се гледа дека водите и грижа за вашите вработени, затоа што ова ставка е малце намалена во однос на претходната година, меѓутоа пак тоа се должи на континуираниот преглед на вработените, а исто така и имате планирано средства од 10.000 денари за ново вработените. Расходната ставка интелектуални и други услуги, тука е намалена за 3,70%, меѓутоа велите намалувањето се должи заради пониските консултантски услуги од 700.000 во 2021 година на 200.000 денари за 2022 година. Сега нема наведено во финансискиот план што опфаќат тие 700.000, а што е намалено за овие за оваа година и изнесува 200.000 денари. Значи, кој е опфатот на 700.000, а кој е опфатот на 200.000 денари? Информатичка опрема, софтвер, софтверски лиценци, мебел и друга опрема. Планираните расходи за средства за опрема се намалени за минус се намалени за 89,62%. Тука го наведувате набавката која е извршена во претходната година на софтверот за прибирање, обработка, чување на супервизорски податоци од субјектите на пазарот на осигурување кои ќе ги задоволи барањата на европската регулатива. Сега во вкалкулирани плати за 2022 година имате износ од 49 милиони и 200.000 денари бруто плати, што е на исто ниво како и претходната година, а представува 52% од расходите, вкупните расходи за 2022 година. Меѓутоа пак ќе ви најдам забелешка дека нема никаде податок за бројот на вработените колкав е бројот на вработените во Агенција за супервизија на осигурувањето, во агенцијата. Нема ни на официјалната веб страна, ни во годишниот извештај за 2022 година. Единствена информација за вработените е дека согласно правилникот за внатрешна организација на работните места, вработените се распоредени во две независни дирекции, директно одговорни пред председателот и Советот на експерти. Имате 3 стручни служби, 9 дирекции во рамки на стручните служби и недостасува тој податок за бројот на вработени.
Иначе, во финансискиот план за 2022 година наведено е дека ќе има 8 нови вработувања поради потреба, велите, од кадровско екипирање на стручните служби во агенцијата за супервизија на осигурувањето, бидејќи во периодот што следува ќе има зголемен обем на работа. Рековте дека во претходната реплика што ја дадовте на колешката дека имате раст од 15,6% и ќе се зголеми, велите, бројот, обемот на работа заради зголемувањето на бројот на субјекти врз кои ќе се спроведува супервизијата. Сега, и јас ќе направам забелешка во однос на ставката 401 за потрошена енергија. Рековте дека имате резервен фонд, па ќе ги пренасочувате средствата од една ставка во друга. И иста е сумата од прошлата година и оваа година и покрај, нели, енергетската криза, струјата се покачува. Сега, исто тоа на сите што ни боде очи е расходната ставка 403, други услуги, каде што во овие други услуги, поштенски услуги, одржување хигиена во деловните простории на агенцијата, услуги за тековно одржување на заедничките простории на објектот Палатата Лазар Поп Трајков, телекомуникацијски услуги, објави во весници и списанија, копирање, печатење, издавање. Овие услуги, копирање, печатење ги имате и во ставката 400. Сега, само разликата тука сега дали се преклопува или тука се однесува само копирање, печатење и издавање на годишниот извештај на агенцијата, прирачниците за стручен испит, актуари, брокери, брошури, флаери, одржувањето на софтвер и така натаму. И тоа што реков боде очи, одржувањето на зградата, таа фамозна зграда која што сите извојува толку многу средства, а се работи за релативно нова зграда, не може од сите страни да тече, и ако таа година се направат одредени корекции, другата година истите тие пак да се јават. Сега, агенцијата располага и со резервен фонд од, рече колегата Диме, ќе го повторам јас, од 121 милион 537 935 денари сте планирале од овој фонд да ги извоите средствата од 32 милиона 700 денари согласно Законот за супервизија на осигурувањето за набавката на софтверот, меѓутоа тоа сте го решиле со приходната страна, со приходите од 2021 година, и демек парите што ќе останат, Советот на експерти ќе ги пренамени за ширење на деловниот објект на агенцијата со цел да се одговори на зголемените надлежности на агенцијата, потреби од нови вработувања, а со тоа и потреба од деловен дополнителен простор. Благодарам.